Вестите за познатите личности брзо се шират, а според најновите информации, светот доби уште еден љубовен пар. Актерката Софи Тарнер и фронтменот на Coldplay Крис Мартин наводно се забавуваат. Според Daily Mail, Софи Тарнер и Крис Мартин веќе биле на тајна средба, откако актерката конечно раскинала со британскиот аристократ Перегрин Пирсон. Според понатамошните написи на Daily Mail, Софи и Пирсон веќе некое време имале турбулентна врска, а средината на септември била клучна за нив. Според извор за горе споменатиот медиум, раскинувањето се случило по свадбата на која присуствувале. Парот наводно се расправал цело време и тоа бил поводот. За да биде поинтересно, Крис Мартин релативно неудамна ја завршил својата 8-годишна врска со актерката Дакота Џонсон. Ова е конечното раскинување на нивната врска, изјавил извор за списанието People. Ниту актерката, ниту музичарот се уште не ги коментирале овие наводи. Пејачот Саша Ковачевиќ одлучи да го направи чекорот што многумина долго го очекува, ја сврши својата долгогодишна девојка Зорана Тасовац, а сега исплива и деталите за гала свадбата што е во план. За дијамантскиот прстен кој ја краси раката на идната госпоѓа Ковачевиќ, тој наводно не штедел и го платил речиси 10.000 евра. Како што открива извор близок до парот, Саша го носел прстенот во џеб еден месец, чекајќи го висинскиот момент. Тој ја однел Зорана во Атина под изговор дека мора да работи на нови песни, а таму во романтично обкружување клекнел и ја побарал за жена. Парот веќе планира голема свадба со околу 500 гости, на која ќе присуствуваат и многу колеги од естрадата. Зорана веќе знае каква венчаница сака, а потоа на ред доаѓа декорацијата и тортата. Повеќе од само свршувачка, керката Искра воодушевена. Она што многумина ги интересира е реакцијата на Искра, керката која Зорана ја има од претходниот брак со Богдан Срејовиќ. Според изворот, девојчето било воодушевено од веста. Искра се воодушеви кога и кажа таа го гледа Саша како втор татко, а и тој ја сака како свое дете. Саша го познава и првиот сопруг на Зорана, тие од секогаш биле и останале во одлични односи. Секако дека и тој им честиташе, открива изворот. Иако со години живеат заедно, парот се го одлучи и официјално да ја круниса својата љубов. Во киното Карлтон во Торонто, Канада, викендов се одржа јубилејното 20-то издание на Македонскиот филмски фестивал, на кој беа прикажани повеќе документарни, краткометражни и долгометражни остварувања од македонската кинематографија. Во фокусот на овогодинешното издание бил филмот Диџеј Ахмед во режија на Георги Унковски, кој раскажува за 15-годишно момче од Јуручко село во Македонија, што преку музиката се обидува да се ослободи од очекувањата на семејството, заедницата и првите љубовни искуства. На фестивалот публиката имала можност да ги погледне и филмовите Лена и Владимир во режија на Игор Алексов, Џон Вардар против галаксијата на Гоце Цветановски, првиот македонски анимиран долгометражен филм, како и документарниот филм посветен на истражувачот на народното творештво Васил Хаџиманов, Фениксот од Кавадарци. На програмата биле вклучени и краткометражни филмови со современа тематика, како избор во режија на Марко Црногорски, кој обработува прашања за личната слобода и моралните дилеми, како и акционата комедија намената за помладата публика. Убий ги прво децата на Димитар Оровченец. Во Ов Култур во Бундимпешта пред многубројна унгарска публика концерт одржаа Мишел Трајковски и Скопје Вија. Тие се представија со авторски песни и обработки на македонски народни песни, ромска музика и балканска музика. Музичарите ги освоја срцата на унгарците и направија концерт што долго ќе се памети. Пред нив настапија Оро Негро и Бабра, унгарски музички сустави кои негуваат балканската музика, вели Златко Панзов од електоратот по македонски јазик во Бундимпешта.